четврток вечер, добро вечер, ова е терминот резервиран за Фактор магазин. Секој на свој начин ги толкува заклучоците од состанокот на Европската Унија, на кој Македонија, односно Република Северна Македонија, не доби датум за почеток на преговори со Европската Унија. Само пред неколку недели премиерот Зоран Заев најпрво изјави: ако нема датум за преговори летово, може да падне владата. За денеска да слушнеме сосема друга изјава, дека во октомври конечно земјата ќе ги отпочне, односно ќе добие датум за почеток на преговори. И најверојатно до крајот на оваа година ќе започнат преговорите со Европската Унија. Околу македонската евроатлантска перспектива ќе разговарам со универзитетскиот професор Жидас Даскаловски. Најпрво ви благодарам што ја прифативте поканата за разговор. Благодарам на поканата. Професоре, како да ги толкуваме последните заклучоци од самитот во Луксембург? Како неуспех или како охрабрување за продолжување на реформскиот пат до октомврискиот состанок во Брисел? За жал се случи тоа што се случи. Комисијата препорача да се даде датум за преговори, меѓутоа државниците во Европската Унија не дојдоа до таков консензус и тоа не ни се случува прв пат. Ние и претходно имавме препораки од Европска комисија, десетина поред, кои што потоа не беа ефектуирани од државниците на Европската Унија. Мислам дека во принцип две работи се во прашање. Едната е внатрешното расположение на државите членки во Европска Унија, а другата е квалитетот на постигнатото во демократските реформи и демократските процеси во земјата. Мислам дека имаме два проблема и во двете насоки. Значи, не ни е баш погодна климата во Европската Унија за проширување. Дури има и коментари дека можно е тој процес потполно за запред, значи во една несекна ситуација сме. А исто така и самата земја има проблеми со демократизацијата и владењето на правото. Така што мислам дека многу несрекна ситуација за Македонија и во иднина ние што може да направиме, може единствено се посветиме да немаме никакви дамки во однос на коментарите за состојбата со демократија, состојбата со корупцијата, сузбивање на корупцијата, владење на правото и реформите и односно функционирањето на судскиот систем. Мислам дека граѓаните генерално знаат дека тука имаме доста проблеми и тоа не е нешто што не се гледа и од надвор. Така што ако не можеме да повлијаеме на процесите внатре во Европската Унија, односно тоа дали има волја за продолжување на проширувањето генерално, не само за Македонија, туку и за Србија, Црна Гора и така натаму, тогаш ние можеме и треба да се трудиме како општество, како држава, владата, опозицијата, сите граѓани, цивилното општество да влијаат да се демократизира Македонија, прво тука да постигнеме Европа, а потоа со јасна ситуација дома да немаме всушност можност некои од земјите да имаат изговори зошто не блокираат во процесот. Сосема е јасно дека расположението меѓу земјите членки околу проширувањето не е на наша страна. Прашањето ми е можно ли е повторно дури и во октомври да имаме ново пролонгирање и дали тоа може да создаде ново внатрешно незадоволство во земјата, не само меѓу граѓаните, туку и генерално и меѓу политичките елити. Реално е да се очекува дека повторно ќе бидеме во една голема неизвестност во овој период до октомври. Значи, заклучоците велат до октомври најдесна ќе се вратат на прашањето. Дали да се даде датум и да се отпочнат преговори со Албанија и Македонија. Но мора да се има предвид дека оваа Европска комисија е на заминување и дека низиниот мандат е 31 октомври. И дека ќе бидат тешки преговорите за новиот состав, за новиот председател, за новите комесари и така натаму. Тоа се работи на кои што ние не можеме многу да влијаеме, ние може да се надеваме, но на крајот на денот одлуката не ја донесуваме ние, тука ја донесуваат европските големи сили. Таму пак има страшно лошо расположение, како што реков, кај некој од нив за иднината на проширувањето. Франција пред се, но ете видовме и Холандија веќе и во парламентот даде кочница за понатамошните преговори со Албанија. Различни информации има околу тоа кој бил за или против. Едни велат дека биле само Франција, Холандија и Германија, потоа дека имало и уште неколку членки како резервираност Шпанија, Кипар, Грција. Од друга страна, тој став го демантира премиерот Заев. Нема што но факт е едно, дека датум за преговори ова лето не добив. Нема што да шпекулираме. Она што беше јавно кажано, оние земји кои што биле за. Значи, Вишеградската четворка, Балтичките земји, Италија, Австрија, Бугарија, тие се земјите кои што ја
поддржаа давање датум за и почеток на преговори со Македонија. Тука е прашањето, нели, што се случи со нашиот нов сојузник Грција, како таа земја не беше во оние кои што биле за. Дали биле против и дали биле воздржани, ние не знаеме. Во дипломатските кулари нели се зборува. Но она што беше јавно кажано во тие земји не е Грција и тоа е голем знак прашалник за сите политики на оваа влада. Оно што можеше во заклучоците да се констатира, тоа се неколку клучни зборови. Силно го поздравува договор без преседан, мислејќи на договорот од Преспа, позитивната евалуација, направениот прогрес, јасна и суштинска одлука и не подоцна од октомври. Тоа се неколку клучни зборови кои можев да ги извадам од заклучоците од самитот во Луксембург. Што ова кажува? Има уште еден збор што се можеле да го извадите, тоа дека се акцентира позитивноста на договор за добрососедство со Бугарија. Тоа е нешто што беше актуелно минативе денови во однос на тие комисии кои утврдуваат историски факти и така натаму. И ние тука може во иднина да се соочиме со една голема непријатност, бидејќи во случај тие комисии да не може да најдат разумно решение, што би се рекло, во однос на прашањето на историскиот лик, карактер и дело на Гоце Делчев или други некои македонски дејци кои што Бугарија исто така ги смета како нивни, ние може да имаме дополнителен проблем. Сега Бугарија била официјално Софија повторно би го проблематизирала датумот за почеток на преговори доколку двете комисии не ги разјаснат спорните точки и прашања. Да, можно е, сосема е можно. Таа реторика која што ја видовме на исклучивост во однос на тоа прашање на комисијата, бугарската комисија, па и на членовите на македонската комисија, наведува на тоа дека ние можеби нема да можеме да одиме напред во однос на работата на таа комисија, а бидејќи веќе Бугарија силно се наложува во односите со Македонија за да се расчистат тие некои историски перцепции нивни, може да имаме ризик и Бугарија да не биде веќе наклонета. Дали би било негативно? Не верувам дека било негативно наклонета, но едноставно да не биде во членките, групата на земји членки кои што се за да се отпочнат преговори. А во однос на тоа дека до октомври ќе се разговари, аз веќе ви реков. Така е, тоа е заклучокот, меѓутоа стравувам дека климата во Франција, во Холандија, во оние срцето на Европска унија, земјите срцето на Европска унија, кои што се всушност најбогатите земји на Европска унија, нема голем интерес за проширување. Постои и генерално проблем со тоа што европарламентарните избори донесоа една шаронеликост во парламентот каде што тешко се прави коалиција, тешко ќе се договара новиот претседател на Европската Унија и тоа ќе биде проблем, бидејќи ви реков, мандатот на постоечката на Хан Могерини комисија е до 31 октомври. Дали македонската влада или Европската Унија го изгуби кредибилитетот после заклучоците на самитот во Луксембург? Ги гледам тие коментари, меѓутоа е апсурдно, бидејќи ние имавме десетина години веќе препорака од комисијата и не ги почнувавме преговорите. Така што во основа да, ако гледате од перспектива на тоа дека бирократијата на Европската Унија и Европарламентот се согласуваат дека земјата е подготвена, меѓутоа на едно високо ниво, на високо политичко ниво сме блокирани, тогаш може да се каже дека изгубила кредибилитет Европската Унија. Меѓутоа, Европската Унија е во еден страшно динамичен процес на редизајнирање, на реформулирање, во кој правец ќе оди, така што тоа не е некој прашање кое што е многу битно таму во круговите во Брисел. Насетувате можни превремени парламентарни избори? Тешко, јас не верувам дека до тоа ќе дојде и нема потреба, но доколку има, тоа ќе биде уште една пречка, веројатно, бидејќи сите процеси, знаете, се замрзнуваат. Чим има избори, треба да има техничка влада во 100 дена, така што ние до октомври ќе се занимаваме со избори, доколку тие би биле сега веднаш. И доколку се тие во септември и октомври, повторно велам заради таа техничка влада, ние ќе го изгубиме времето што може да го посветиме на реформи и донесување на закони и на воспоставување на владење на правото кое што во моментов е проблематично. Следува ли целосен успех на октомврискиот самит? Јас не сум многу оптимист. Што значи? Би може да западнеме во политичка криза?
зависи како ќе се интерпретира. Мислам, ние треба да се соочиме со реалноста. Ако не си ги направиме домашните задачи дома, ако тука нема владење на правото, ако во Европска унија не се подготвени да почнеме да преговори, што да правиме? Зарем бадиела беше брзањето да се постигне договор со Грција и да се подпише договорот со Бугарија за добрососедство? Јас и тогаш велев дека ние треба прво внатре да ги решиме проблемите, да имаме чисто досие, а потоа дури да одиме со некакви преговори и договори со Грција. Мислам дека целиот капитал на оваа влада се сведе на тоа. Успех во меѓународните односи со Грција и Бугарија и надеж дека покрај влезот во НАТО, кој што е скоро сигурен, ќе почнеме преговори. Нивната идеја беше тоа да го направат и тие треба да го превземат товарот на нивните одлуки. Дали ова значи дека Европската унија ја зема сета надеж на Република Северна Македонија и дека сега оптимизмот и охрабрувањето во спроведувањето на реформите ќе опадне? Не, мислам дека тоа ќе продолжи. И понатаму ќе додат компетентни лица во комисијата кои што ќе инсистираат и ќе продолжат да работат и со власта, и со опозицијата, и со граѓанскиот сектор, и со медиумите кон тоа во Македонија да владе правото, да има демократски институции, да има реформирано судство и обвинителство, ова што сега е страшно катастрофална состојба, така што мислам тие ќе продолжат да ја потикнуваат земјата со својата мека политика да оди на патот на реформи. Но политичките одлуки се нешто друго. Политичките одлуки не се донесуваат само заради подготвеността на земјата, туку и заради високата политика и идното ориентирање на Европската унија. Ќе се навратам на почетокот на разговорот. Премиерот Заев го заостри тонот кон Брисел пред самитот во Луксембург, заканувајќи се уставно дека може да падне владата. Сега вели владата останува, односно нема да има предвременни парламентарни избори, ќе има реконструкција на владата. Очекувате суштински промени во функционирањето на новиот владин состав? Очекувам новиот владин состав повторно да се занимава со воспоставување на владење на правото во Македонија и со економските реформи. Ние не видовме големи исчекори во таа насока. Нити видовме инвестиции странски, нити видовме зголемување на платата за 500 евра, нити нешто што граѓаните реално го имаат како бенефит. Напротив, гледајме оселување на младите. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Ви благодарам на поканата. Почитувани гледачи, тоа беше универзитетскиот професор Жидос Даскаловски, а ние одиме со следниот за вечерот соговорник. Европската унија ги остави Република Северна Македонија и Албанија во чекалницата. Кој е патот понатам? Како ќе продолжи македонската евроатлантска перспектива? Дали одложувањето на преговорите со Европската унија ќе создаде евроскептицизам внатре во земјата? Ќе разговарам со Зоран Нечев од Институтот за демократија. Ви благодарам најпрво што ја прифативте поканата за разговор. Благодарам вам. Премногу оптимизам, сега се сведовме на ситуација на резервираност и надеж дека октомври конечно ќе ги почнеме преговорите со Европската унија или ќе има повторно пролонгирање? Па добро, ние веќе некој време најавувавме дека одлуката за почеток на преговори нема да се случи во јуни, така да барем за нас ова не беше некое изненадување. Очекувањата и навестувањата беа дека нема да биде во јуни поради пред се пролонгирањето на објавувањето на извештаите за земјите кандидати од Западниот Балкан од април, кога е редовниот термин во крајот на мај. Така да беше очекувана одлуката и некако сите напори се свртеа кон тоа да добиеме повторно Македонија да се разгледува на Советот во октомври. Има ли расположение меѓу земјите членки во октомври да дадат зелено светло? Па јас сум оптимиста. Морам да признам, јас мислам дека Македонија си ја заврши својата домашна работа. Има уште во однос на почетокот на преговори. Има одредени недовршени работи. Кои се тие недовршени обврски? Па пред се тука би го истакнал законот за специјалното јавно обвинителство, односно статусот на специјалното јавно обвинителство. Тоа е едната покрупна работа зашто веќе се имаше и напомена во холандскиот парламент кога се даде зелено светло за отпочнување на преговори со Македонија. А второто е
преговарачката структура. Ние се уште не знаеме кои ќе бидат тимовите кои што ќе преговараат со Европската унија во моментот кој ќе бидат отпочнати преговорите. Така да ја би се посветил на овие две работи, не би губил време до октомври, нели, да ги одложиме овие работи, би ги донел, нели, би ги завршил домашните работи пред октомври, така да кога ќе дојде моментот да имаме чисто портфолио со сите завршени активности. Сакате да кажете да не оставиме повторно алиби за евентуално ново одложување? Така е. Барем во однос на домашните реформи. Во однос на домашните реформи, дали со недобивањето на датум за почеток на преговори може сега и да се забави донесувањето на законот за специјално обвинителство, бидејќи сега ќе чекаме, претпоставаме, октомври, не ни се брза, условно кажано, а власта и опозицијата на некој начин се уште се далеко од договор за иднината на... Па не би требало. Не би требало тоа да биде така. Сепак имаме, во меѓувреме имаме и летни одмори, така да многу од нашите политички лидери нема ни да бидат во земјата, но се надевам дека ќе најдат заеднички јазик, барем до октомври, за овие две крупни работи, со што ќе го отворат патот на Македонија за отпочнување на преговори. Премиерот Заев рече, ја исклучи веќе можноста од предвремени парламентарни избори, ќе има реконструкција на влада. Дали новиот владин состав, што ќе треба да испорача во наредните неколку месеци новиот владин состав? Па ја не би го коментирал, тоа се уште само најави. Што би било? Ако во изминатиот период ставивме акцент на ЕУ и НАТО, сега што на економијата ќе се посветиме? Па добро, акцентот на ЕУ и НАТО е одличен, но сепак со тоа портфолио се занимаваат само тројца, четворица министри, а нели владата се состои од многу повеќе кои што треба да ги покриваат сите останати области. Така да меѓутоа досегашните владини политики не кажуваат дека само 3/4 министри се занимавале со НАТО и си има впечаток дека цела влада се занимаваше во изминатиот период со преспанскиот договор и со договорот со Бугарија. Па да, тоа е само впечаток. Впрочем, се знаеше точно кои министри се инволвирани во приближувањето на земјата кон Европската унија и НАТО структурите, така да не би рекол дека е целата влада комплетно вклучена во овој процес. Како го оценувате диалогот власт-опозиција? Па, вака, гледано од аспект на регион, ја мислам дека е добар. Сепак, нашата опозиција моментално е во парламентот и контрибуира во донесувањето на законите. Посебно оние за кои што е потребно двотретинско мнозинство, но радува и фактот што се двете страни наоѓаат заеднички јазик во однос на другите законски решенија и одлуки. Зашто реков посебно во однос на регионот, сепак се соочуваме во ситуација кога во двете земји кои што веќе преговараат со Европската унија, Србија и Црна Гора, опозицијата не е присутна во парламентот. Исто така имаме сличен случај и во Албанија и во Косово. Така да земено како регион, самото присуство на опозицијата во парламентот и нивното учество во донесувањето на законите е за пофалба. Меѓутоа се уште повторно ќе се навратам, нема договор за СЈО, а и најголемата опозицијска партија има забелешки во однос на престојниот попис. Така, не би, значи, доколку гледаме пакетот реформски закони кои што се врзани директно со процесот на проширување, односно со европската перспектива на Северна Македонија, ја би рекол дека досега успешно се справуваат, сепак најдоа заеднички јазик за повеќето од законите и се надевам дека и до октомври, како што впрочем тој е еден од условите за отпочнување на преговори, дека и до октомври ќе успеат да најдат заеднички јазик за СЈО. Како стоиме во делот на реформите со справување со корупцијата, владењето на правото? Па ако го анализираме извештајот, тој е доста позитивен. Скоро во сите аспекти. Повторно, нели има многу работа до доведување на ситуацијата во нормала, односно се уште се гледат елементи на справување со заробената држава, се уште не е
не е деконструирана таа заробена држава за која што зборуваше Европската комисија минатата година, но сепак имаме напредок, тоа е забележано во извештајот и мислам дека земјата треба да биде наградена поради сите овие напори во таа насока за да ги отпочне еднаш веќе преговорите со Европската унија. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Ви благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше Зоран Нечев од Институтот за демократија. Доаѓа време за реклами, а по нив мојот трет за вечерва соговорник тоа е епископот Стобиски Давид Нинов од православната Охридска архиепископија. Со него ќе разговараме околу реобновувањето на диалогот, црковниот диалог помеѓу Српската православна црква и Македонската православна црква, Охридска архиепископија. Еве само сегмент од разговорот со него. Веќе помина цела година од решавањето на проблемот со името на државата, но проблемот со кој што се соочува МПЦ воопшто не е решен. Значи, тука не станува збор за политички проблем и овој проблем не треба да се решава, односно, поточно речено, не е возможно да се решава на политички начин. Српската православна црква иницира реобновување на диалогот со Македонската православна црква Охридска архиепископија, кога би можеле да се реобноват разговорите меѓу двете цркви. Ќе разговарам со епископот Стобиски Давид Нинов од православната Охридска архиепископија. Ви благодарам најпрво што ја прифативте поканата за интервју. И моето прво прашање, каква ќе биде улогата на ПОА во диалогот меѓу црквата во Белград и црквата во Скопје? Горест, јас ви благодарам на поканата, ви благодарам и на конструктивното прашање. Исто таква, значи, ќе биде улогата на православната Охридска архиепископија, значи конструктивна, бидејќи, како што веќе најавивте и како што верувам дека на широката јавност од поодамна и е познато, дека преговорите за конечно решавање на проблемот кој што засега го има МПЦ ќе бидат трилатерални. Ќе се водат помеѓу МПЦ, ПОА и СПЦ. Би рекол дека ние и не би можеле да се наречеме црква, при тоа цитирајќи го архиепископот Охридски Јован, доколку вратите на нашите срца не се отворени за диалог. Диалогот е еден од најголемите дарови што човекот ги има, бидејќи според мене, според моето скромно мислење, не постои проблем кој што не може да биде решен со разговор. Затоа најголемиот проблем до сега беше отсуството на разговор и тоа заради, познато ви е вам, заради долгогодишните затворски казни против архиепископот Јован, судските процеси кои што за жал се уште траат, тие беа единствената причина што диалогот доцнеше. Сега верувам дека навлегуваме во помирни води, во кои што сите ќе се потрудиме и кој друг не би си помогнал ако ние, значи, помеѓу себе први не си помогнеме за еден исход кој што ќе значи победа за сите, а не пораз. Вие и сега спомнавте, но се сеќам и во интервјуто пред 2,5 години кое го правев со вас, рековте, тоа нема да биде диалог, туку триалог, што значи дека и вие ќе излезете со свој став во однос на иднината на Македонската православна црква, односно статусот на Македонската православна црква. Која теза ќе ја браните? На СПЦ, на МПЦ или сосема трета, на ПОА?
Прашањето кое што логично се поставува е дали МПЦ сака признавање само од една црква или сака да биде призната од сите цркви. Видовме што се случи со признавањето на Украинската црква од страна на Константинополската патриаршија. Очигледно е дека до денес ниту една друга православна црква ја нема признаено Украинската црква. Од тука не верувам дека Константинопол после овој неуспех, промашување, како сакате наречете го, не верувам дека ќе ја повторува истата грешка. Тоа што ние го слушаме повремено, колку што стигнувам да следам од медиумите, е дека МПЦ има упатено барање до Константинопол за нејзино признавање. Сега се воспоставува одново диалогот и со Православната Охридска архиепископија и Српската православна црква. Ми се чини дека ваквата состојба е малку нелогична. За да ја илустрирам нелогичноста, ќе ве подсетам на времето кога МПЦ побара од Бугарската патриаршија да ја биде мајка црква. Значи, представете си да бара од Бугарската патриаршија да ја биде мајка црква и истовремено да бара диалог со Српската православна црква, односно вклучително и со Православната Охридска архиепископија. Станува збор за една нелогична состојба. Бидејќи во моментов МПЦ има упатено барање до Константинопол, возможно е да сочека да добие одговор од таму, а потоа смирено сметам дека ќе треба да се обрати на единствената вистинска адреса, а тоа е Православната Охридска архиепископија и Српската православна црква. Патот кој што МПЦ треба да го помине е најпрвин да се врати во единство со Православната Охридска архиепископија, за да може на тој начин Патриаршијата во Белград понатаму, кога ќе се исполнат условите, околностите, да го постави пред Константинопол прашањето за автокефалијата на црквата кај нас, за Константинопол да свика собор на епископи од сите помесни цркви и така од сите помесни цркви да биде призната црквата во нашата земја како автокефална. Неодамна поглаварот господин Стефан изјави дека МПЦ ќе следи решавањето на спорот со името и дека со затворањето на овој проблем може би многу полесно ќе се надмине и проблемот околу МПЦ кој го има долги години. Дали сега може да очекуваме многу побрзо да се реши статусот на Македонската православна црква Охридска архиепископија? Колку и одредени личности да сакаат да ги представат околностите така дека станува збор за исклучиво политички проблем, ние од секогаш тврдевме дека станува збор за исклучиво црковен проблем. Не само господинот Стефан, мнозина ја има дадено таа изјава дека проблемот е името на државата и дека тогаш кога тој проблем ќе се реши, во истиот ден ќе биде решен и проблемот со кој што се соочува МПЦ. Ние гледаме дека веќе помина цела година од решавањето на проблемот со името на државата, но проблемот со кој што се соочува МПЦ воопшто не е решен.
Значи, тука не станува збор за политички проблем и овој проблем не треба да се решава, односно, поточно речено, не е возможно да се решава на политички начин. Возможно е да се решава на црковен начин, кој што пред малку го предочив. Политички проблеми и решенија на тие проблеми ни предстојат во други области. Например, јас го застапувам ставот дека е неопходно најпрвин да се остварат стандарди, а потоа да се добие статус. Гледате дека нашата влада не ги исполнува обврските кои што ги има превземено пред меѓународната заедница. Помина повеќе од 1 година откако Европскиот суд за човекови права донесе пресуда со која владата испадна виновна и беше задолжена да ја регистрира Православната Охридска архиепископија. 1 година после таа пресуда ние се уште се соочуваме со пречки и од страна на владата и од страна на судот со нашата регистрација. Тоа е еден момент кој што јасно укажува дека владата го попречува владењето на правото во оваа држава и ја загрозува слободата на здружување, на вероисповест, на дел од сопствените граѓани. Тоа е еден политички проблем за кој што треба да размислуваме и да разговараме и исто така, без вам да ви ласкам, вие и можеби уште еден медиум или новинар сте исклучок, иако постојат укажувања од страна на меѓународната заедница дека новинарите треба да го сменат пристапот во однос на истражувањето на определени теми во општеството, ние гледаме дека во однос на црковното прашање, во однос на Православната Охридска архиепископија, 17 години луѓе кои што немаат никаква допирна точка со теологијата, значи луѓе кои што едноставно не се во позиција да ги анализираат црковните проблеми, го прават тоа постојано. Рековте дека станува збор исклучиво за црковен проблем, а не за политички. Но можно ли е проблемот меѓу СПЦ и МПЦ Охридска архиепископија да се реши исклучиво по црковен пат или ќе биде неопходна и политичка инволвираност? Ние се уште гораст живееме во делумно слободна земја. Не е така одамна бевме сведоци дека писмото на МПЦ до Константинополскиот патриарх беше проследено со писмо од господинот премиер. Мислам дека токму заради тоа кршење на принципот на секуларизам и на мешањето на политиката во црквата, се уште го носиме, се уште ја носиме таа квалификација делумно слободна земја. Затоа одговорот нека биде краток, јасен и едноставен. Колку повеќе политичарите ќе се мешаат во црковните прашања, толку подалеку ќе биде решението на проблемот. Колку повеќе политичарите и побрзо ќе ги тргнат своите раце од црквата, толку побрзо ќе постои и решавање на црковниот проблем. Дали во СПЦ и во црквите од соседството постои анимозитет и дали е наповедок раскол во православните цркви? Ми се чини дека не е возможно да направиме копи-пейст на 19. век во 21. век. Денеска, доколку во 19. век постоел некаков етнофилетизам,
Не велам дека денес не постои, но станува збор за апсолутно изолирани случаи. Затоа ниту во СПЦ, ниту во била која од соседните цркви не постои никаков анимозитет. И лично сметам дека иако постои овој проблем, раскол нема да се случи, бидејќи во суштина црквата е едно семејство. Во една од последните ваши колумни ќе напишете, цитирам: монасите и верските поданици забораваат дека нивниот суверенитет произлегува од Бога, па си ја преоблекуваат позицијата од поданици на Бога во символи на нацијата. Дали на Балканот дел од владиците се претвараат во бранители на нацијата? Сметам дека за многу неточно поставени нешта во црквата виновна е токму самата црква. Не е виновен некој друг. И верувам дека, еве, зборувајќи за состојбите кај нас, верувам дека откако проблемот со непризнавањето на МПЦ ќе биде решен, тогаш ќе треба да се зафатиме да го решаваме и тезгарошкиот однос кон нештата на определени свештеници, евентуалниот национал шовинизам кој што го манифестираат некои епископи, бидејќи во суштина христијанството е наднационална вера и во ниту еден случај не треба да ги поставува нештата така било кој народ кој што едноставно не припаѓа или граѓанин кој што не припаѓа на христијанската вера никако не би смело да се почувствува вербално или било како загрозен од некој кој што е христијанин, затоа што доколку такво нешто би се случило, тогаш би се довело во прашање христијанството на тој епископ или тој кој што во име на неговата вера шири омраза. По целиот тој разговор можам да констатирам дека далеку сме од надминување на црковниот спор меѓу СПЦ и МПЦ, што значи дека и договорот кој го постигна Македонија, Република Северна Македонија и Грција околу името, не така лесно ќе придонесе или ќе помогне околу надминување на црковниот спор. Нема ништо поубаво од тоа да се проблематизираат нештата, околностите, состојбите. Јас ви благодарам што вие го проблематизирате ова прашање, бидејќи единствено на тој начин може да се дојде до решение. Нештата не се решаваат доколку се ставаат под тепих. Значи, убавината на разговорот подразбира и различно мислење, бидејќи не е возможно ние луѓето да ги поставиме сите наши размислувања, пристапи кон решавање на определени проблеми во кутивчето на ограничената човекова логика. Јас го почитувам вашиот став, но имам различен став од вашиот и верувам дека во некое брзо, скоро, видливо, догледно, значи време, ќе отпочне диалогот кој што ќе резултира со, како што го започнавме и овој разговор, не со пораз, туку со победа заедничка за сите. Ви благодарам за интервјуто. Јас ви благодарам на поканата и ми беше задоволство да го водим овој разговор. Следевте уште едно издание на Фактор магазин. Во изминативе 30 на минути мои согодници беа Жида Даскаловски универзитетски професор, Зоран Нечев од Институтот за демократија и епископот од Православната Охридска архиепископија Давид Нинов.
Се гледаме повторно за 7 дена во исто време, четврток, 19 часот и 15 минути.